Господине Заев, вие ја предводите владата, која што има убедливо во историјата на Македонија најслаб, најлош економски тим и убедливо најлоши резултати. Аргументацијата. До октомври реализацијата на капиталните инвестиции изнесува 27%. Почитувана јавност, почитувани граѓани, Република Македонија обично има реализација на капиталните инвестиции од 70 до 80, некогаш дури 88%. Годината речи си заврши, реализацијата на овој тим кој што седи лево од вас и позади вас е 27%. Никогаш полошо. Во Македонија имало и војни, и кризи, и политички кризи, и избори, и одложени избори, и се останато. Реализацијата била по 80%, сега е 27%. За да се разбереме за што мислам. Замислете, почитувани присутни, кога во некоја болница или амбуланта би дошле 100 луѓе за интервенција и кога само 27 би биле примени. Замислете кога, не знам, господјата која што го пишува стенограмот за оваа седница, наместо 100 реченици, ќе напише 27 реченици. Замислете кога новинарите кои што се тука, во тек на еден месец требале да направат 100 прилози, да направат 27 прилози. Замислете кога некој кој што работи во автотранспорт, наместо да извози 100 километри, да извезе 27 километри. Замислете кога некој во фабрика за било што, за било кој производ, за цигли, за раноградеански производи, за било кое производство, наместо 100 производи, ќе произведе 27 производи. Што ќе се случи? Ќе се случат разрешувања и отпуштања. Овој муабет, овој разговор, овие прашања, ги имавме пролетоска, ги имавме летоска, последен пат на пратенички прашања ги имавме во месец јули. Најавата и одговорот секогаш беше ист. Ке се подобри, ке направиме повеќе напори, ке ги ургирам, ги повикувам министрите и така натаму и така натаму. Бројките не само што не се подобруваат, туку се влошуваат, најмалку во историјата. Значи, време е за разрешувања, време е луѓе да си одат, затоа што било кој вработен во Македонија, дали е приватен сектор, дали е јавен сектор, во било која држава, со реализација од 27%, каде што годината рече си поминала, би му се заблагодариле до вербата и рекле, ке побараме некој друг. Трпи економијата, трпи стопанството, трпи БДП. Помина еден месец од референдумот на 30 септември. Моево прашање е, зошто не преземате ништо, буквално ништо, за евидентното полнење на кутии 50.000 ливчиња кои што го видовме низ еден куп избирачки места? Во Македонија се врати евремињата, каде што одзив, под наводници одзив на избирачко место е 96%, 93%, 91%, 88%. Во Македонија е постигнат неславен светски рекорд, каде што за половина час, под наводници половина час, под наводници гласале 500 луѓе, а не се ни подпишувале ни избирачкиот список. Значи, ние имавме ситуација 2016 во декември, каде што избирачкиот одбор од Теарце 3 пати доаѓаше во Скопје, каде што овластен судски вештак го гледаше подписот на господјата од Гостивар, дали е нејзин подписот, дали не е, како бил скинат кочанот и така натаму. Сега имаме ситуација на 50.000 наполнети ливчиња, каде што за половина час 80% од избирачите под наводници гласале. Дали ќе има акција од обвинителството, дали ќе има акција од МВР, дали ќе има акција од било кого, не смее да дозволиме тоа да помине неказнето. Господине Заев, кажете што конкретно имате направено за албанците во Република Македонија. Многу ве поддржаа, има голема верба, но огромно е разочарувањето од СДСМ, од вас како Зоран Заев, од вашите кадри во еден куп општини во кој што албанското население ви даде доверба, а каде што ниту имате инвестиции, ниту има вработувања, има целосно разочарување од политиките на Социјал-демократскиот сојуз.